Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за болестите на нервниот систем како последица на демиелинизацијата, губењето на обвивката кој што ги прекрива нервните влакна. Кои се најчестите причини што доведуваат до истенчување или пак комплетно губење на миелинската обвивка? Мултиплекс склерозата е една од тие болести, но дали има некои други заболувања кои што се последица на овој проблем? Дали одредени генетски болести доведуваат до губење на миелинот? Има ли ретки болести кои што се последица на овој проблем? Оштетениот миелин може ли само од себе да се обнови? Постојат ли лекови со кои што може да се третира болеста и да се стави под контрола? Имаме навистина многу прашања поврзани на оваа тема, кои ќе ги упатиме на доцент доктор Иван Барбов, специјалист невролог, директор на Универзитетската клиника за неврологија. Ќе погледнеме блок реклами и веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. Продолжуваме, односно започуваме со денешната телма амбуланта, зборуваме за болестите невролошки кои што се последица на губењето на миелинската обвивка на нервните клетки, односно нервните влакна, со доцент доктор Иван Барбов, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добро ве нашол и благодарам за поканата и навистина ми е чест да бидам во вашата емисија, да ги поздравам гледачите на вашата емисија и на почетокот ќе кажам што е тоа што нели ја одбравме оваа тема. Тоа е месец февруари, месец на ретките болести. Овој месец е посветен на овие ретки болести. Организациите прават кампања во текот на целиот месец, почна во октомври, ќе заврши на 28 февруари во Скопје. И тоа беше една од причините што јас се решив сега на ова гостување во вашата телевизија да позборуваме за некои од тие ретки демилинизирачки болести. Така и ние даваме поддршка на оваа кампања. Неколку емисии изработивме кои што се посветени на ретките болести. Еве денеска ќе опфатиме малку поширок поглед, ќе фрлиме на губењето на миелинот, ќе ги со акцент на ретките болести, но ќе опфатиме и болести кои што не се така ретки како што е мултиплекс склерозата. Мозокот е составен од нервни клетки, вела дека тие се многу чувствителни. Доколку се оштетат и изумрат, може ли тие да се обноват? Што велат најновите сознанија? Мозочните клетки, неврони, така нели ги нарекуваме, следниот најдиференцираните, значи најсложените клетки во човечкиот организам и се состои од тело на клетката, кратки продолжетоци дендрити и еден долг продолжеток аксон, преку кои клетките комуницираат со другите нервни клетки. На ова ниво на клетка, значи има повеќе сегменти, долгиот продолжеток е обвиткан со миелинска обвивка и се можни различни видови на оштетувања. Меѓутоа, доколку нервната клетка потполно изумре, значи таа е дефинитивно изгубена, нема способност околните клетки да регенерираат, да ги надоместуваат, како што е кај некои други органи во бели дробови, во црн дроб, во коскена срцевина. Значи, кога нервната клетка ќе изумре, тоа веќе дефинитивно и остава траен невролошки дефицит. Значи нема обновување, ниту создавање нови нервни клетки? Не, никако. Значи човекот се раѓа со одреден број на нервни клетки, тие во текот на животот нормално се намалуваат и кога ќе се намалат по одреден број, нели може да се јават одредени болести, меѓутоа никако нема начин тие да се регенерираат. Споминавте дека нервното влакно, оној издолжен дел на нервната клетка, можеме и да погледнеме инсерти од нервните клетки, се обвиткани со една обвивка, миелинска обвивка. И сега зошто таа служи, зошто е таа важна? Значи, долгите нервни влакна, аксоните се покриени со миелинска обвивка која создаваат специјални клетки во мозокот, олигодендроцити, и нејзината функција како прво е заштитна, значи тоа е еден комплекс од протеини и од масти, така наречен миелин. Заштитна функција го штити аксонот, нервниот приложеток, но од друга страна учествува во пренесување на електричниот импулс од една до друга нервна клетка. Миелинот е инспрекинат, значи не е континуиран, е инспрекинат со ранвиерови чорови и така да електричниот импулс скока од еден до друг ранвиеров чвор и на тој начин побрзо електричниот импулс се пренесува преку аксонот на друга нервна клетка и така продолжува тој процес на
пренос на електрични, односно на информации кои им се потребни на клетките. Значи сите информации всушност се пренесуваат Да. преку оваа миелинска Преку обвивка. миелинската обвивка, Какви се тие импулси? На што се однесуваат? Дали на движење на рака, на чувства? Какви се информации се пренесуваат на таков начин? Делот тој пренос е преку самиот аксон, бидејќи аксонот е дел од нервната клетка. Така еве нешто тука имаме. Значи, да представиме. Добра слика. Значи, низ самиот аксон се врши транспорт на храливи материи до најситните завршетоци што се гледаат таму, а овие испрекинати делови се всушност миелинската обвивка, розовата боја, која го пренесува електричниот импулс и за побрзо така организмот го направил, за побрзо да се пренесе електричниот импулс, тој скока од еден до друг и сега нервното влакно на крајот може да комуницира со крајните положетоци со друго нервно влакно да пренесе импулс, меѓутоа може да биде поврзано и со мускулно влакно и на тој начин електричниот импулс да даде мускулна контракција и на тој начин фактички сите движења ние што ги правиме со сите мускули на лице, раце, нозе се пренесуваат, односно се поврзани со мозокот до периферијата и на тој начин ние во нашиот мозок, во кортексот, во кората на мозокот створиме идеја дека еве сега во овој момент треба да ја подигнеме раката, ќе се генерира една група на нервни влакна кои ќе го пренесат импулсот до мускулите, до раката, и ние ќе кренеме. Тоа се оди брзо и подсвесно, бидејќи тоа се веќе впишани енграми, тоа се како во компјутерите еден вид. Значи ние не размислуваме дека треба да ја подигнеме раката, едноставно тоа многу брзо го правиме. Подигаме рака, затвараме очи, така да тој електричен импулс на вистина е многу брз и таа идеја од кортексот на вистина многу брзо се пренесува и голем број од тие движења се веќе научени. Ние не размислуваме кој мускул да го ангажираме за да ја покренеме раката или да ја свиткаме шаката. Значи тоа се веќе готови шеми, научени и затоа ние тоа така брзо ги движиме сите мускули, односно рацете и нозете, лицевата мускулатура и други мускули. Што значи голем проблем е, доколку се оштети оваа миелинска обвивка, повеќе нема да можат да патуваат тие импулси со таа брзина. Значи доколку се оштети миелинската обвивка ќе настане на почетокот бавно пренесување на импулсот. Значи импулсот нема се пренесува толку брзо, туку ќе биде побавно и затоа пациентите кои имаат оштетување на миелинската обвивка, побавно ги извршуваат движењата, побавно се движат, тешко им е да кажеме станувањето од седечка положба, слабост во рака, нога. Меѓутоа, тоа се некои работи кои се уште реверзибилни, значи оштетувањето на миелинската обвивка. Што значи реверзибилно? Може да се обнови? Може повторно да се обнови доколку се пациентот соодветно третира. Ако настане комплетно оштетување на миелинската обвивка, во тој случај ќе атрофира и самиот аксон, бидејќи ја нема заштитната функција и веќе ако има комплетна атрофија, сушење значи и на миелинот и на аксонската обвивка, веќе нервното влакно е изгубено. Кои се најчести болести кои што се поврзани со губењето на миелинската обвивка или нејзиното оштетување? Да, тоа е една огромна група на демилизаторни болести, самото име кажува дека се работи за болести кои имаме демилизација во мозокот, меѓутоа и во орбитниот мозок. И најчеста болест од таа група е мултипла склероза, најпозната за која има најмногу лекови. Меѓутоа има и други болести кои се поретки, како што е неуромилитис оптика, за кој ние се одлучивме да зборуваме во текот на таа емисија. Меѓутоа има и други поретки, да кажеме понтина миелинолиза, балова концентрична склероза. Значи сите други болести освен мултипла склероза се во групата на ретки болести, бидејќи многу поретко се јавуваат за разлика од ова болест што ја спомнавме. Да проговориме за најчестите причини кои што предизвикуваат оштетување или пак целосно губење на миелинот. Кога јас истражував, на прво место се автоимуните болести. Како автоимуните болести всушност влијаат на оваа обвивка на нервните влакна? Организмот има створено механизми, значи за зачувување на нервните влакна на миелинот и при незначително оштетување тие се обновуваат. Меѓутоа, кај автоимуните болести, организмот ствара антитела кои ги напаѓаат собствените клетки, да кажеме, или делови на клетките, така да кај овие автоимуни заболувања во групата на демилизаторни болести
се стварат антитела кои специфично го се врзуваат и го штетуваат миелинот. И овие антитела се фактички штетните нормално во организам кој ќе влезе некој бактерија, вирус, нели организмот ствара антитела за да се заштити. Меѓутоа, во некој случај овие антитела не се синтетизираат точно како што треба, има во нив одредени промени и заради тоа не ги препознаваат собствените клетки, што иначе би требало да ги препознат и да не ги напаѓаат, и на тој начин настанува тој имун атак, напад на антителата врз миелинските обвивки, кои се најчести, ние збориме за мултипла склероза во мозокот, меѓутоа има и автоимуни болести со оштетување на миелинските обвивки на периферните нерви. Периферните нерви кои излегуваат од трбетниот мозок во рацете, нозете, тоа се веќе болести на периферниот нервен систем, меѓутоа и тие се исто демилизаторни и автоимуни. Дали секоја автоимуна болест која што создава воспалителен процес може да биде ризик фактор за миелинот или тоа не е така едноставно? Знаеме дека има голем број на автоимуни болести кои постојат. Една од најчестите е воспалувањето на тироидната жлеза, Хашимото тироидитис, и тука се стварат антитела кои ја напаѓаат само тироидната жлеза. Имаме болести како што е исто доста честа и позната болест лупус еритематозус, кај кои се стварат антитела кои ги напаѓаат кожата, бубрезите, други органи, па имаме мултисистемско засегање, исто така реуматоидниот артрит, хематолошки болести кај кои нели антителата ги оштетуваат крвните елементи, така да организмот ствара специфични антитела и зависно од тоа кои од тие, тоа има еден голем број на разни видови на антитела, односно прво во организмот има клетки кои ги создаваат антителата, тоа се Б лимфоцитите. Значи настанува едно пореметување на Б лимфоцитите и зависно од тоа кој Б лимфоцити од која гранка ќе се оштета, дали под дејство на некој вирус, дали под дејство на токсичен агенс или на некои непознати фактори, тие Б клетки создаваат антитела кои напаѓаат одредени делови од организмот и во зависност од тоа кој дел ќе го нападнат, се појават одредени клинички слики. Има бројни истражувања кои што одредени вируси ги поврзуваат конкретно со мултипла склерозата. Читав некои најнови истражувања кои што велат дека вирусот што се пренесува со бакнеж, односно Епштайн-Баровиот вирус, е одговорен за овој проблем. Зашто точно станува збор? Каков е тој вирус? Не само Епштайн-Баровиот вирус, тој е доста распространет. Туку порано се прави многу истражувања за детските сепаници и морбили. Ако се прележат во првите години од животот, може да го променат имунитетот. Меѓутоа, Епштайн-Баровиот вирус е навистина многу интересен. Тој исто што е мононуклеоза, се извинувам да ве прекинам. Инфективна мононуклеоза. Тој истото, така? Да, тоа е истата болест. Инфективна мононуклеоза, тоа е една болест која се карактеризира со висока телесна температура, отекување на ливните жлезди, отекување на црниот дроб и кој може да даде кожни осипи, значи сето тоа, меѓутоа поминува како една инфективна болест. Меѓутоа, Епштайн-Баровиот вирус ствара едни специфични антитела кои се не само антитела, туку и Т клетки, лимфоцитите нели се делат на Б и на Т, Б ствараат антитела, Т лимфоцитите директно ги напаѓаат, да кажеме, вирусите, бактериите, меѓутоа и состојките на нашиот организам. Така да, тука кај Епштайн-Баровиот вирус се видело дека се овие Б и Т лимфоцити специфично менуваат за да го нападнат миелинот, односно една автоимуна болест насочена кон миелинот, затоа и ние веќе имаме неколку, не се тие лекови регистрирани, меѓутоа на клиниката за неврологија работиме некои клинички студии за нови лекови кои делуваат баш преку механизмот на оштетување на овие елементи од Епштайн-Баровиот вирус. Дали секој од нас што прележал инфективна мононуклеоза има некаков ризик за невродегенеративна болест? Треба ли да си направиме некакви испитувања по тоа, бидејќи е релативно честа болест? Болеста е релативно честа, меѓутоа ја сега не може да кажам, али сепак е тој многу мал процент на пациенти, бидејќи не е само Епштайн-Баровиот вирус, помна дека и други вируси може да го... Цела листа на вируси има што се обвинуваат. Па сега и COVID, нели се мисли дека исто може да направи.
Меѓутоа, нема некој специфично испитување, да кажеме, некој биомаркер со кој ние би кажале дека овие пациенти што прилежува инфективна мононуклеоза би се разболеле, а некој маркер, да кажеме, еве овие пациенти се заштитени. Така да сега инфективна мононуклеоза е болест која релативно брзо поминува. И ние само по некој пат во анамнезата ја регистрираме на пациентите. Така да пациентите со инфективна мононуклеоза воопшто не треба да се загрижени дека може некој ден нивната болест да предизвика демилизаторна болест. А што е со недостатокот на одредени витамини и минерали? Например, витамин B12, доколку имаме дефицит, може да развиеме ваква болест во која што се губи миелинот? Дефицит на B12 дава една посебна клиничка слика. Иначе тоа е општо познато. Апсорбцијата на витаминот B12 е во желудникот и пациентите кои имаат оштетен желудник, најчесто тоа се случува кај хронични алкохоличари, да кажеме, или пациенти кои имале чести воспалување на желудникот, гастрити, апсорбцијата на Б витаминот е намалена и таа најпозната хематолошка болест, пернициозна анемија, фактичка анемија настанува заради недостаток на витамин B12. Меѓутоа, недостатокот на витаминот B12 може да направи оштетување на миелинските обвивки, меѓутоа специфично во задните снопови на кичмениот мозок, медула спиналис. Задните снопови се главном сензитивни, одговорни за површен и длабок сензибилитет, така да е таа позната болест, дефициенција на B12 или фуникуларна миелоза, како се манифестира вака? Какви невролошки промени ќе предизвика? Таа многу е карактеристична, бидејќи оштетувањето во задните сензитивни снопови, пациентите имат пореметувања во осетот, површниот, да кажеме, трпнење во раце, нозе, меѓутоа заради оштетување на длабоките патишта, имат оштетување на длабокиот сензибилитет. Тој сензибилитет кога ние се движиме е на начин да одржуваме равнотежа. И овие пациенти во темно тешко се движат, затоа што они кога имат оштетување на длабокиот сензибилитет со очите го контролираат движењето на организмот, меѓутоа во темно изостанува тој механизам и тие губат равнотежа, паѓаат. Тој познат синдром на лавабо, кога миеме очите, за да ги измиеме очите, ние мора да ги затвориме и да се полиеме со вода и често се јават паѓање, тој синдром на лавабо, така да се има тоа одредена клиничка слика и не е тешко да се препознае. Да. Споменавте дека алкохолот спречува апсорбција на B12, значи еве тука сигурно е алкохолот е ризик фактор, што е со да речеме некои лекови или пак злоупотреба на дроги. Ќе доведат и тие до ваков проблем? Па не, тие се обично токсични за целиот организам и би дале повеќе може енцефалопатија, страдање на целиот мозок, што би била една дифузна мозочна болест со други симптоми, со оштетување на меморија, да кажеме, когниција или некои други работи, оштетување или на целиот организам. Тоа е фактички интоксикација. Таму има трансмитери кои делуваат на пренесот на ацетилхолинот. Така да тука немаме некоја посебна невролошка болест која би ја препишале на злоупотреба на наркотични средства. А што е со генетските предиспозиции? Има ли некои детектирани гени кои што би довеле до губење на миелинот и до едни вакви сложени невродегенеративни болести? Значи, овие болести за кои зборевме до сега, мултипла склероза, другите, ако имаме време да ги спомнеме, имаме простор детално да ги опфатиме. Значи, тие не се генетски условени. А не се генетски? Не се генетски, значи, обично пациентите тоа многу го прашуваат, бидејќи се работи за млади луѓе во тој фертилен период кога жените сакаат да раѓаат, да и со сопруга да имаат деца, и тоа се често поставени прашања, дали таа болест ќе наследи нивното дете. Меѓутоа, овие демилизаторни болести не се наследни. Може во некоја фамилија да се јави почесто. Тоа е валјда некои епигенетски фактори кои придонесуваат да во одредена фамилија се случи. Иначе има некои ретки болести кај кои исто така има демилизација, меѓутоа тие се генетски со сосема друга клиничка слика, како што е, да кажеме, спиноцеребеларната атаксија, која е системска болест со тежната рамнотежа, со демилизација во малиот мозок. Меѓутоа тие се навистина премногу ретки форми и се во таа група на ретки болести кои
да кажеме, во Македонија има неколку случаи, така да тоа е многу специфично фактички за лекарите, не за нашите гледачи. А лесно е препознатливо кога ќе дојде пациент со една таква ретка состојба? Па препознатливо ако лекарот добро земе податоци на неза, ако направи невролошки преглед, нели, кој невролошки дефицит го има пациентот и секако пациентот на крај би се пратил на генетско тестирање со кого болеста би се потврдила. Какви испитувања правите кога некој пациент ќе дојде со одредени симптоми? Ве ги наведовте на почетокот на емисијата што се може да биде симптом, но може уште еднаш околу симптомите уште малку да се задржиме. Претпоставам дека симптомите ќе бидат условени од тоа кој дел од мозокот е засегнат. Но има ли генерално некои симптоми што се заеднички за повеќето? Слабост може би при движењето. Ке сите се јавува или не мора? Па, во покасните стадиуми тоа кај сите се јавува. Значи, велиме болест дисеминирана во време и простор. Тоа во време значи дека пациентот може да добие одредени симптоми, да кажеме слабост во левата рака, нестабилното одење е еден од честите симптоми. Значи, пациентите се нестабилни во одење и за фаќање на видот е исто така еден од честите симптоми. Меѓутоа тоа може да се случи на едното или двете очи? Па може и на едното, може и на двете. А кога има слабост на телото од целата страна, е таа слабост или само дел од половината? Обично зависно плаките каде, ако најголемата значи може плака само дел лева, од лицето да биде, може така? само дел од лицето, само едната рака или само едната нога, бидејќи ги зафаќа и хрбетниот мозок, не само големиот мозок, и ако е плаката во хрбетниот мозок, да кажеме во вратот, може да пострадат и рацете и нозете. Ако е пониско во торакалниот, во градниот дел, може рацете да се очувани, меѓутоа нозете да се зафатени. Значи тоа многу зависи кој дел од мозокот ќе се локализира демилизаторните плаки и тоа што е карактеристично, пациентот може да има многу благи симптоми. Еве се јави некоја нестабилност во одењето, трае неколку дена поминало и он се ги придава тоа на други работи, да после година-две овие симптоми повторно се јават во посилен интензитет и така се тие, викаме, дисеминирана и во време, така речени релапси на болеста, по кои ние, ако земеме добра анамнеза дека пациентот има сега релапс, меѓутоа има релапси порано, и настанува што не придал значење. Да. Обично ќе се напијат некои витамини, ќе земат некој антибиотик, така ќе помине тоа, меѓутоа тоа е неспецифична терапија. Таа и без таа терапија, тој релапс доколку е лесен би поминал, да. А дали да речеме когнитивниот дефицит би бил симптом? Или пак депресијата, може некој да развие депресија како резултат на демиелинизација на нервните клетки? Па секако дека може, бидејќи овие демилизаторни плаки се локализирани во мозокот, а посебно ако се повеќе субкортикално под кортексот, најме кортексот, кората на мозокот е најсофистицираниот дел, кај што се сварат сите енграми, поврзување на меморијата. И доколку тие демилизаторни плаки нели ги оштетуваат патиштата фактички од кората кон внатрешните органи, пациентите имат и когнитивни пореметувања, така да когнитивните пореметувања се дел од клиничката слика на мултипла склероза. Дури некои автори опишуваат тоа што го спомнав релапси, когнитивни релапси. Значи пациентот има некоја заборавеност, збунетост, дезориентиран, па тоа со терапија или без терапија ќе се подобри, па после известен период пак ќе се јави таа реверзибилна деменција, нели? Деменциите знаеме се неповратни, меѓутоа кај мултипла склероза може да има реверзибилни деменции, пореметување на когнитивниот статус и тоа да биде дел од клиничката слика, така да тоа секако е можно и фактички ние многу често го среќаваме. Што се однесува до депресијата исто многу честа кај невролошките болести, не само кај мултипла склероза, затоа што знаете тоа се млади луѓе во најубавите години, сега сите години се убави, меѓутоа пикот на диагностирана мултипла склероза меѓу 20, 30, 40 години. Тоа се луѓе кои тек се вработиле, тек оформиле семејство и сега ти му кажуваш дека тој има демилизаторна болест. Никој пат веднаш не кажуваме дека има мултипла склероза, туку дека има некој тип на демилизаторна болест. Дури не ставаме шифрата G35, ставаме полесна шифра G37,
Затоа што ако пациентот го испише со Г35 и мултиплекс склероза, тој ќе отвори на интернет и ќе види страшни работи. Денес има баш таков пациент во амбуланта. Прочитал дека за 5 години ќе умре, дека ќе остане во инвалидска количка. Сите тие се стресогени фактори поради кои пациентите запаѓаат во депресија. Не секој таа вест дека има таква болест лесно ја поднесува. Најголем број од пациентите Значи си никој не може тоа лесно да го прифати, лесно да го прифати, затоа депресијата е многу честа кај овие пациенти и мора многу внимание да се обрати на депресијата. Значи депресијата е сериозна за тоа што доведува и до суицид, и до самоубиства и сето тоа. Така да таа мора да се препозна и да се лекува доколку излегуваат нашите рамки на невролози, да се побара помош од психијатар и така заеднички тој пациент, мултидисциплинарно, па и психолог, да работи со него, бидејќи голем број, посебно од младите пациенти, многу тешко ја прифаќаат дијагнозата. Болеста секогаш ќе биде прогресирачка, секогаш ќе се развива, може само од себе да запре текот на болеста. Велиме дека секој пациент е индивидуален, дека не постојат болести, туку постојат луѓе кои ги имат болестите. За мултипла склероза, од моето големо искуство ќе кажам дека има пациенти кои сме ги диагностицирале. Обично при релапси даваме кортикостероидна терапија и кои примиле еднаш, 2 пати или 3 пати кортикостероиди во многу долг временски период и тие пациенти се добри, работат, функционираат, не примат никаква терапија. На другата крајност, како да кажем, се пациентите со многу тешки форми на мултипла склероза, кај кои и покрај целата терапија, ние имаме многу иновативни терапии за мултипла склероза. Значи, се што може даваме, меѓутоа ефектот е, бидејќи нема лек што ќе излечи болеста, лековите само да се успори прогресијата и бројот на релапсите, така да овие пациенти може за неколку години да завршат во инвалидска количка, али сепак, значи, овие лесните и тешките форми се најретки. Најголем број од пациентите има еден клинички ток кој е релативно долг, заради кој животниот тек на пациентите, животниот век на пациентите не е скратен. Тие можат да живеат нормален век. Но квалитетот на животот, квалитетот на животот е сега тука друга приказна и затоа ги даваме сите тие терапии што ни се на располагање за да се одложи инвалидитетот, односно квалитетот на живот да се задржи за подолго време. Всушност да се успори развојот на болеста. Да. Има и клинички студии во кои што вклучувате пациенти. Во каква фаза на болеста тие треба да бидат за да се вклучат во клиничка студија? Со оглед на тоа дека имаме доста лекови, Македонија до пред 1-2 години беше, може да кажам, прва во регионот на бројот на лекови за мултипла склероза. Дури имавме повеќе од Србија, Косово, Албанија, да кажеме, Босна и Херцеговина. Од тој еден круг од бивша Југославија, Македонија имаше најмногу лекови за мултипла склероза. Сега да не ги спомнуваме земјите во Европска унија, кои што ги имат сите терапии на располагање и за секој пациент може да се даде терапија. Македонија се проценува дека има околу 1200 пациенти со мултипла склероза, до 1500 можеби. Ние терапија имаме за 650 пациенти. 600 пациенти, тоа е голема бројка кои примаат редовно терапија, зависи од начинот на аплицирање, или еднаш месечно доаѓаат на клиника по терапија и овие пациенти се релативно добри. Меѓутоа, ако еден пациент му дадеме високо ефективна терапија, 1-2, веќе не реагира, а неговата состојба се влошува, ние немаме избор од лековите, тогаш тој пациент е кандидат за клиничка студија, затоа што лековите што ни се во момент на располагање не му делувале и да пробиме со новите лекови што се во клиничка студија. Ние, најодговорно, пошто имаше многу прашања, никој пат не би ставиле во клиничка студија пациент ново диагностициран. Значи, тоа е нехумано, на пациентот треба да му се даде од терапиите што ние ги имаме затоа што имаме терапија. Кога би немале терапија, може да би ставили таков пациент. Али во клинички студии најмногу даваме пациенти кај кои претходните терапии не се покажале
или затоа што ние имаме едно ограничување на давање терапија од околу 55 години. Ако е пациентот над 55 години, тогаш некои лекови мора да ги прекинеме, а некои клинички студии се до 65 години, па тука може пациентот да проложи во клиничка студија за да каде се испитуваат новите лекови, односно се споредуваат со други веќе лекови кои се одобрени за употреба. Да проговориме и за ретките болести кои што се поврзани со губењето на миелинската обвивка. Кои се најчестите кај нас? Најчеста болест е невромиелитис или Девикова болест, поред авторот кој ја опишал. Тоа е една болест која најмногу ги зафаќа очните нерви и го зафаќа рбетниот столб. Така да пациентите имат проблеми со видот и имат проблеми со одење. Меѓутоа, последниве години се откриваат и други болести слични на невромиелитис оптика и затоа сега го користиме терминот невромиелитис оптика спектрум дизордер, значи еден спектар на болести. И тука е најчеста невромиелитис оптика за која правевме еден настан скоро. Меѓутоа, да кажеме, во таа група ние тестираме за одредени антитела, аквапорин 4 и МОК антитела. Ако пациентот има невромиелитис оптика и аквапорин 4 е позитивен, во тој случај веќе во светот има лекови кои се дават на овие пациенти. Имаме и ние еден лек за ова болест. Ефикасни се? Тие лекови? Ефикасни се, да. Бидејќи невромиелитис оптика клинички е потешка болест од мултипла склероза. Значи, побрзо прогресира, парализите порано се јавуваат и исто така има, значи тука се делат на пациенти кои се аквапорин 4 позитивни и негативни. За негативните постоечките лекови не се покажале ефикасни, затоа чекаме тука да се направат нови лекови и една мала група пациенти кои се со МОК антитела позитивни. Тоа е сега еден нов тренд да се пациентите тестираат ни нови антитела и за кои за жал во моментот немаме некоја посебна терапија регистрирана било каде во светот. Ги лекуваме со обични со имуносупресивни лекови, со кортикостероиди и имуноглобулини, али нема таква специфична терапија како за другите болести, да може пациентите адекватно да се лекуваат. Тие пациенти обично го губат нагло видот? Да. Ослепуваат? Ослепуваат, меѓутоа, значи со кортикостероидна терапија оштетување на видот е реверзибилно. Значи тие не ослепуваат, да, тоа е воспаление на очниот нерв, ретобулбарен неврит и обично со кортикостероидна терапија тоа се повратува комплетно. Меѓутоа, ако зачестат рецидивите на невромиелитис оптика, во тој случај опоравувањата не се комплетни и пациентите имаат одредени оштетувања на видот. Колку пациенти има во Македонија со оваа болест? Во Македонија во моментот имаме 9 пациенти со невромиелитис оптика и бидејќи лекот сатрализумаб кој е наменет за овие пациенти е лек на компанијата Рош, во чест на овие 9 пациенти ние направивме за подигнување, тоа беше на свеста за невромиелитис оптика, заедно клиниката за неврологија, Сдруженијето на невролози на Македонија и компанијата Рош направивме еден настан во градскиот парк каде се посадија 9 дрвја во чест на овие 9 пациенти. Ретки садници се всушност. Ретки садници, да, тоа се јапонска цреша или чери блосом, или мислам сакура се викаше на јапонски. Тоа се ретки дрвја, меѓутоа многу убаво цветат. Ги има на улица Максим Горки, на пролет. Ги гледаме преубави, така да 9 садници исти се посадија во градскиот парк во чест на подигнување на свесноста за ова болест и секако барање на нови лекови, бидејќи одредена група, овие што беа негативните или МОК позитивни, се уште нема терапија. Да. Сигурно е многу тешко да се нема терапија, да се има ретка болест и да се живее животот, да се води битка, да се живее со таа болест. Да. Докторе, споменавте дека кога ќе дојде пациент со некое вакво невродегенеративно нарушување како последица на миелинските проблеми, испитувате антитела. Кај сите пациенти се испитува антитела? Што се правите? Од каде почувате? Дали снимањето на мозокот со магнет може да ви покаже за што се работи? Златен стандард во диагностика на демилизаторните болести е магнетската резонанца. Видливо е тоа на магнет веднаш? Да, тоа е диагностички критериум. Значи пациентот мора да има демилизаторни плаки во мозокот за да исполнува критериум, да го ние по одредени
протоколи, да кажеме, водичи, сега најактуелни се Макдоналдс критериумите. Пациентот, значи, една плака, како што една ласта не е значи пролече, една плака не е значи мелизаторна болест. Значи треба да има повеќе? Треба да има повеќе плаки и тоа во повеќе делови од мозокот да се, например во малиот мозок, во рбетниот мозок, во големиот, типична локализација покрај имавме и ние некои видеа кои што ќе може да ги покажеме уште еднаш снимки од магнет, мислам дека беа конкретно. Доколку пациентот има клиничка слика со одредени невролошки симптоми и таа со релапси и ремисии, подобрување, па потоа пак релапси, ако на магнетот има демилизаторни плаки, тогаш веќе дијагнозата на мултипла склероза е сигурна. Меѓутоа, некој пат ние може да се двоумиме дека можеби ова не е баш тоа, па правиме дополнителни испитувања, правиме евоцирани потенцијали, посебно видни евоцирани потенцијали кај овие пациенти кои имат оштетување на видот. Правиме лумбална пункција, се зема течност од рбетниот столб кај пациентите, се испитува нели цитохемиски, меѓутоа најважно е присуството на тие олигоклонални траки. Секогаш ќе ги најдете кај овие пациенти овие? Секогаш не, меѓутоа секогаш не, може да не ги најдете. Може да не ги најдеме. А да е присутна болест. Да е присутна болест. Тоа е сепак лабораторија, значи доколку пациентот има релапси, има магнетска резонанца, дијагнозата е поставена. Ова е само за пациенти кои имат ретки релапси или имат еден релапс, па се јават олигоклонални траки, позитивни промени, невоцирани потенцијали. На тој начин да некако ги оклопиме овие пациенти да имат дефинитивна дијагноза, бидејќи без дефинитивна дијагноза нема ни терапија. Така. Тоа е клучно. Тоа е клучно, да. Покрај таа терапија која што ја споменавте, некои лица со мултиплекс склероза, предпоставам си останатите болести кои што се должат на овој проблем, се одлучуваат за земање големи дози витамин Д. Помагаат ли тие големи дози на витамин Д? Витаминот Д ние во секојдневната пракса го даваме на пациентите, бидејќи но во некои енормни количини го земаат, токсични. Тие некоја шема од некој лекар од Јужна Америка, мислам, дека тие со огромни дози, огромни се скапи веројатно. Има пациенти кои ги пробуват, меѓутоа јас од тие што ги знам, што пробувале, ни еден не останал на таа терапија, затоа што коштањето на терапијата не било соодветна со, да кажеме, ефектот со придобивката што тој пациент ја добил толку висока терапија. Затоа нели ние препорачуваме мали дози од 2 до 4.000 интернационални единици Д витамин, најмногу заради тоа што еве изложувањето на сонце, нели сончеви денови го зголема синтезата на Д витаминот, меѓутоа голем број од нашите пациенти се пасивни. Дали заради депресија, заради некој така стигма од околината. Така. Седат дома, не излегуваат. За жал се уште има и стигма од околината. Тоа и затоа мора да се дава Д витаминот како додаток. Иначе пациенти, од друга страна, кои се активни, кои работат, кои патуват, кај нив не мора да се дава толку голема количина на Д витамин. А што е со маслото од канабис? Помага? Маслото од канабис, тоа има цели конгреси се организираат, нели дали помага или не помага. Има нели во Македонија регистрирано масло за канабис, кој нели може во аптека да се подигне. Тоа има масло за канабис за лекување на пациенти со епилепсија и пациенти со мултипла склероза и кај малигните болести нели исто така се дава канабис. А во неврологията единствено што е докажано дека канабисот може да помогне пациенти со мултипла склероза заради сите тие оштетувања имат зголемен мускулен тонус, имат спазам, најчесто голем спазам во нозете и во рацете и единствено канабисот се покажал ефикасен за смалување на спазамот, на мускулниот спазам. За ниеден друг симптом не се покажал ефикасен. Факт е дека многу наши пациенти ќе го пробат овој што го има во аптеки класичен, што е направен со одредени количини на ТХЦ, ЦБД, меѓутоа некако не се многу задоволни. Па ќе си направат самите. И факт е дека го купуваат на црно, што е голем ризик, бидејќи не знаат што купуваат. И верувам тука дека заради големата количина на ТХЦ во овој канабис што се купува на црно,
нели тој делува на еуфорија, на расположение и тоа е фактички што на пациентите на некој начин тие се чувствуваат подобро и мислат дека лекот им делува. Иначе верувате ниеден пациент не се излечил, да кажеме, со масло од канабис. Има некои студии кои се однесуваат и на исхраната. Препорачувате да се направи нека драматична промена во исхраната? Може ли тоа да помогне? Во однос на воспалителни процеси се смират во телото и слично. Ние работиме таа медицина базирана на докази, да кажеме и со сите тие обврски немаме многу време за тоа е фактички поле на нутриционизам. Ниедна храна не е забранета кај пациентите со мултипла склероза. Значи, пациентите може се да јадат, се нормално во некои ограничени количини, не е добро да се поправат. Некои се во депресија па слабо јадат. Значи, храна што е забранета не постои. Некои пациенти мислат дека ако конзумират протеини, протеините се алергени, па може да им направат некоја зголемување на потенцирање на автоимуната реакција, што и тоа не е можно. Значи, на автоимунот процес не може да се делува. Ние сме сведоци во продавници, ќе видиме лекови за зголемување на имунитет, ова, она. Тие, кај мултипла склероза, обратно, лековите прават намалување на имунитетот, како квантитативно, така и квалитативно. Така да такви лекови, јас мислам дека нема штета, меѓутоа нема и никаква корис. Автоимунниот механизам е многу комплициран и на него не може од надвор да се делува. Бременоста како влијае кај пациентите со мултиплекс склероза? Тоа е исто така голема тема. Факт е дека жените кои ќе забременат, им се намалуваат симптомите на мултипла склероза. А веројатно тој наплив од естрогени хормони за време на бременоста и они се заштитени и бременоста ги поминуваат подобро. Ние поголем број од лековите на пациенти им кажуваме да ги прекинат за време на бременост, бидејќи некои од лековите за мултипла склероза се забранети за бремени жени, може да бидат тератогени за плодот и ние им прекинуваме терапијата, освен од неколку од тие базичните лекови кои се дозволени. И покрај тоа што ќе прекинеме терапијата, пациентите за време на бременост се добри и многу ретко доживуваат релапси. Меѓутоа, после раѓање, знаете, паѓа веднаш нивото на естрогени и прогестерони после пороѓајот и тогаш жените најчесто добиваат релапси и тој периодот, значи после породување, многу на тој период треба да се внимава затоа што се чести релапси, дури онеспособувачки, толку лоши релапси што жени се породиле све, добиле дете, нели, што е радост на секој човек, на секој родител, меѓутоа после тоа добиле тешки релапси и тешко влошување на клиничката слика и затоа мора цела бременост да биде под контрола и на гинеколози и на невролози. А советувате ли физикална терапија, бидејќи сега можеме да видиме дека има некакви роботски програми за вежбање, односно повторување на едно исто движење со помош на робот? Да. Ги советувате ли пациентите со овие болести да практикуваат ваков тип на физикална терапија? Физикалната терапија е дел од лекувањето на мултипла склероза. Значи, сите пациенти кои имаат слабост во рака, во нога, нели, тешко се движат, ние препорачуваме активноста што подолго време да ја задржат, да бидат активни, па макар и со ортопедски помагала, додатна физикална терапија со цел да се одржи тонусот и силата на мускулатурата која е веќе оштетена, така да физикалната терапија е дел од вообичаената терапија за мултипла склероза. Се извинувам, а за ретките болести? Ке нив истото се советува? Болести, значи сите што имаат нарушување на миелинот? На миелинот, односно на движењето, имат парализи, бидејќи вие една рака, ако 2 недели не ја држите, не ја движите, таа ќе почне контрактури да прави, да се укочува зглобовите, посебно кај пациентите што има слабост, затоа мора, значи, самите пациенти да си прават вежби и да прават физикална терапија. Во однос на ова роботската терапија, таа мислам дека уште ја нема во Македонија. Има, за тоа ве праша, веќе има на едно место, приватно е. Знам дека пациентите одеа во Ниш, во Словенија за роботска терапија. Пред некој месец мислам дека има и тука. Тоа знаете како во научно-фантастичните филмови, во Трансформерс, нели, кога пациентот влегува во тој оклопот и тој оклопот се движи и на тој начин се движи
пациентот. Сигурно дека таа терапија има придобивки од неа. Конкретно знам и за некои пациенти не само со мултипла, што им биле и со травматски повреди, дека имале многу ефект од роботската терапија. Меѓутоа, еве, ако отвориле во Македонија, тоа е сепак ќе биде добро за нашите пациенти. А кажете ми, вела дека тоа е добро бидејќи мозокот има пластичност, ке возрастните може нови регии од мозокот да учат друг тип на движење, тоа може да ни го објасните малку како изгледа и дали... На почетокот рековме дека нервните клетки кои ќе изумрат, тоа е дефинитивно. Ако ние имаме пациент, тоа не се случува и кај мултипла и кај ова спиналната мускулна атрофија, ретка болест СМ, кој пациентот веќе во инвалидска количка, значи нозете му се скроз неподвижни. Во тој случај најголем број од невроните што ги движат нозете се изумрени и тука ништо не може да се помогне. Меѓутоа, ако одреден број од тие неврони се очувани, значи не се комплетно уништени, фактички тие сами неврони имаат способност да пуштаат нови нервни влакна. Таа сликата што беше на крајот што се разгануваат. Значи, ако изумреден неврон, што бил прикачен за мускулно влакно, тоа мускулно влакно ќе остане без инервација. И тоа мускулно влакно нема да биде функционално. Меѓутоа, околните неврони може да пустат мали гранчиња и на тој начин викаме дека е процес на реинервација. Тој процес постои посебно кај невромускулните болести. Така да здравите неврони може да пуштат дополнителни гранчиња за инервација на мускули, да направат контакт со други нервни клетки и затоа велиме дека мозокот има одредена пластичност која е најмногу изразена кај децата. Значи, децата имаат најголема можност за пластицитет, развивање на мозокот, додека кај возрастните тоа е процес многу ограничен. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за бројните појаснувања поврзани со оваа исклучително сложена тема, но успеавте да ни ја доближите на еден убав начин. Јас ви благодарам и на вас, некако многу брзо помина времето. Да, помина многу брзо. Имавме нели други некои работи за разговарање, али секогаш има нов простор. Пошто темата на вистина беше широка, сакавме да ги офатиме и ретките болести, меѓутоа и тоа што е често и што најмногу ги интересира нели гледачите и пациентите. Се надам дека повторно ќе бидете гостин во ова студио, па ќе опфатиме и некои други сегменти поврзани со сето ова. Би ми било чест повторно да Огромна чест и наша што сте денеска во студиото на Телма. Се гледаме повторно, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма, кога заедно учиме за нашето здравје. Имајте пријатен ден.